Јас се разочарав кога ги контактирав директните корисници на овие услуги гранични. Сите до еден едногласно кажаа дека во однос на брзината на поминување на границата, ама апсолутно ништо не е помрднато и покрај тоа што од технички аспект сите услови за да биде тоа забрзано се создадени, например, 2 ленти, 2 ваги и значи условите се создадени, но организационо морам да потенцирам дека целата работа е заглавена кај човечкиот фактор. Значи, 2 колони се создаваат, да речем, еве на Табановце, но работи еден полицаец на 2 колони или еден цариник. И гужвата си е пак иста. Џабе што се камионите поделени во две колони, кога еден цариник или еден полицаец ги прегледува камионите. Значи времето на поминување е останато исто пред реализацијата на оваа идеја, која што навистина е добра, но заради нашите човечки, како да кажам, менталитети не е спроведена до крај. И во повеќе наврати до повеќе министерства, еве до ресорното министерство за внатрешни работи, дел е нивна работа, до царината со повеќе директори од царинската управа сме имале директни контакти и сме дале наши предлози, но знаете дека кај нас оној, да го наречам, функционерски егоизам до тој степен е голем што ниту една, не знам каква да е мудра, умна, издржана, издржан предлог не го прифаќа. И поради тоа, и повторно наведувам, значи само организационен е проблемот за побрзото движење на камионите низ нашиот балкански простор. А тоа е дел од организационен проблем кој што надлежните, например, директорот на царина, министерот за внатрешни работи и кој ги води вагите, нивниот одговорен може тоа да го решат и да немаме никакви проблеми и за многукратно да го зголемиме, да ја зголемиме брзината на проток на камионите, а со тоа и на сите стоки што тие ги превезуваат до соодветните дестинации.